Никој од нас не го зима успехот здраво за готово. Настаните во оваа зграда во април минатата година, во самата оваа сала, ме шокира, но представува шок и за сите членки на НАТО. Сепак, бевме импресионирани од она што го видовме од тој ден натаму, од напредокот кој што го направивте. Добро е да се биде амбициозен, но важно е да се биде и реален. Има уште работа што треба да се сработи. Ова секако значи решавање на прашањето со името на вашата земја. Ова е прашање кое што му тежи на овој регион и на оваа земја веќе предолго време. Од тука ја поздравам волјата на вашата влада, која што е покажана за да се разреши ова прашање. Ви честитам за напорите кои што веќе ги направивте, вклучително и за планот 369. Усвојувањето на законот за јазиците во парламентот минатата недела беше важен чекор. Не само да носите закони, не само да имплементирате реформи, туку да ги отелотворите да го отелотворите она што може оваа земја да биде. Слободна, демократска и земја која што го почитува владењето на правото. А тука, од суштинско значење е улогата на опозицијата. Следењето и испитувањето на владата и конструктивното придонесување кон процесот. Ви честитам на ратификацијата на договорот за пријателство со Бугарија. И ве охрабрувам да продолжите да работите за да ги подобрите односите со останатите во регионот. Пред 9 месеци се приближувавте кон работ на една карпа. Од тогаш претворивте една држава од потенцијална нестабилност во држава на реална можност. Денеска вратата е отворена. Снимам ова и тебе.